Централен дневник на К1. Добро вечер. Еве ги настаните на денот. 6 улици во општина Градско од понеделник ќе се асфалтираат. Високите температури ја зголемија потрошувачката на вода, особено во општините од регионот. Македонските олимпијци продефилираа на Маракана. Секое лето илјадници туристи го поминуваат патот Удово Демир Капија за да стигнат до Грција. Токму на оваа делница речиси секојдневно има сообраќајки. Уморот, ненаспаноста и далечината си го прават своето, па секоја година сме сведоци на трагедии кога на место на одмор луѓето заминуваат во смрт. Летниот период копен за сообраќајни незгоди. Патувањето на одмор кон Грција преку Демир Капија за многу мина македонски и странски државјани завршува трагично. Уморот е една од главните причини за настанување на сообраќајните незгоди. За да се намали бројот на трагичните последици, веќе трета година поред 24 часа на автопатската делница кај Демир Капија дежура итната медицинска служба. Од моето искуство до сега, нашите екипи немаат учествувано на некоја така за среќа интервенција. Имаме учествувано на превземање само на пациенти од останатите дежурни екипи и нивно испраќање до клиничкиот центар. За возачите кои што се сега во летниот период почесто патуваат, имаат навик. Значи некои имаат, застануваат, ги чистат своите возила, полнат бензин, се одмараат. Меѓутоа за некои можам да кажам дека и се движат со многу голема брзина и не внимаваат. Статистиката покажува дека странските државјани, конкретно од соседна Србија, се тие кои што најмногу учествуваат во сообраќајките. Досегашните анализи покажуваат дека тие, македонската делница, ја минуваат кога зад воланот, возачите се многу уморни. Повеќе застануваат странските државјани да одморат, веројатно затоа што е подолго патувањето. Имаше посета од Срби, Турци. Последната сообраќајка беше фатална и за македонско семејство, каде загина млад брачен пар, а нивното 7-годишно дете се наоѓа се уште на детската хирургија во Скопје. И моje мислење е дека треба и малку и полицијата да биде повеќе екипирана, да има полициски служби на почесто растојание и сите заедно да овозможиме да нема вакви несакани незгоди. Минатиот месец на автопатот Демир Капија Неготино се случија 2 сообраќајни незгоди. Во првата тешко беа повредени мајка и син од Турција, а другата беше фатална за државјанин од Србија. И во двата случаи, како причина се наведува уморот. Кривична пријава заработи 46 годишен маж од Свети Николе. Имено вчера околу 12 часот во Свети Николе во влесот зграда 9-годишно девојче симнувајќи се по скалите било пресретнато од страна на непознато лице. Деталите ги има колешката Катерина Нацева. Кривична пријава за 46 годишен маж од Свети Николе. Имено вчера околу 12 часот во Свети Николе во влесот зграда 9-годишно девојче симнувајќи се по скали било пресретнато од страна на непознато лице. Како што соопштуваат од полицијата, истиот ги соблекол тренерките и полово се задоволувал пред девојчето. Истата се исплашила и избегала. Истиот ден во време од 18 до 19 часот во присуство на Основното јавно обвинителство од Свети Николе и представник од Центарот за социјални грижи Свети Николе, од страна на девојчето било извршено препознавање и бил утврден идентитетот на лицето, соопштуваат од МВР. Станува збор за 46 годишниот ВО од Свети Николе. Полицијата се уште работи на целосно расветлување и документирање на настанот, пошто ќе биде поднесена соодветна кривична пријава. Атрактивноста на проектот Купи куќа, купи стан и купи куќа за млади не се намалува. Граѓаните и понатаму се исклучително заинтересирани и ја користат оваа мерка која возможува по многу поволни услови да го решат своето стамбено прашање.
Заинтересираноста за проектите кои нудат можност за изградба и купување домови секојдневно расте. Бројката на заинтересирани за проектите Купи куќа, купи стан и Купи куќа за млади во Македонија стигна до речиси 1000 семејства кои што го остварија своето право на сопствен дом, користејќи го проектот, информира државниот секретар во Министерството за финансии Игор Димитриев. Во моментов како што информира тој, особено се фокусирани на проектот Купи куќа за млади. До сега имаме одобрено 24 кредити за толку овој краток период со оглед на тоа што станува збор за купување на куќи, така да сметаме дека и во тој поглед се прават значителни чекори за зголемување на бројот на апликациите, меѓутоа и за одобрените кредити. Проектот Купи куќа за млади е проект со големи бенефиции за оние кои ќе го искористат. Субвенцијата на кредит од 50.000 евра до 33.000 евра е она што најмногу ги привлекува младите да аплицираат за истиот. Станува збор за право кое можат да го искористат помладите, значи граѓаните со наполнети и до наполнети 35 години возраст. Практично разменивме информации со градежните компании и со коморите за градежништво, кои што не информираја како се реализираат и нивните планови во смисла на понудата на готови куќи или во понудата на плацеви за изградба во овој период. И заедно со општините држиме редовни координативни состаноци на кои што разменуваме информации и ја зголемуваме понудата на градежни парцели и плацеви. Во општина Велес 2 локации се предвидени за изградба на куќи за проектите Купи куќа за млади и Купи куќа купи стан, позади спомен Костурница и во близина на езеро Младост и Башино село, местност викана Трпезица. Површината предвидена за изградба на куќи на двете локации е по околу 11 хектари. Од понеделник започнува асфалтирањето на 6 улици во општина Градско. Работите на овие улици се во рамки на првиот дел од проектот кој предвидува и партерно уредување и реконструкција на улици во село Виничани. Парите за реконструкцијата во вредност од околу 13 милиони динари се обезбедени преку ИПА пристапните фондови на Европската Унија. 6 улици во општина Градско од понеделник ќе се асфалтираат. Вкупната должина на улиците изнесува околу 1 километар. Со овој проблем, жителите на Градско се среќавале голем период, што допринело општината да се заложи за решавање на истиот. Вела дека сега конечно ќе ги надминат проблемите со кои се соочуваа до сега. Нормално да треба оваа улица да се асфалтира кај и све друге, јер овде е потребно нарочито за младе мајке кои терају колица, кои не може да, да овога и за нив тоа треба за свија нас, за стари. Реконструкцијата на овие улици чини 13 милиони денари, пари обезбедени преку ИПА пристапните фондови на Европската Унија. Работите на овие улици се во рамки на предвидениот дел од проектот кој предвидува и партерно уредување и реконструкција на улици во село Виничани. Во втората фаза продолжува да се работи во село Виничани, каде што имаме партерно уредување на централно подрачје на местото и улица од околу 180 метра. Завршуваме со доградба на локалниот пат до село Кочилари, од исклучувањето од регионалниот пат до каде што не е изграден патот. Тоа е вкупна должина од 230 метри. Дополнителни 70 милиони денари ќе бидат инвестирани во реконструкцијата на патниот правец Градско-Росо-Мандриново во должина од 12 километри. Температурите на воздухот во јули годинава во Македонија беа над просекот за 1,5 степени, додека врнежите се под просекот во повеќе места, освен во Берово, Скопје и Демиркапија, каде се над просекот. Според податоците на Управата за хидрометеоролошки работи на Македонија, температурите на воздухот во јули годинава во Македонија се над просекот за 1,5 степен, додека врнежите се под просекот во повеќе места, освен во Берово, Скопје и Демиркапија, каде се над просекот. Во текот на минатиот месец најмногу тропски денови се регистрирани во Гевгелија, а тропски ноќи со над 20 степени Целзиусови се регистрирани во Гевгелија, Скопје, Демиркапија, Штип, Струмица и Прилеп.
Средномесечните температури на воздухот во текот на јули во Македонија се движеа од 17,5 степени во Лазарополе до 27,3 во Гевгелија. Според измерените температури од УХРМ, велат дека средномесечните максимални температури беа повисоки од просечните до 1,6 степени, а средномесечните минимални температури за 2,3 степени. Во Демир Капија е измерена апсолутна максимална температура од 38,9 степени, во Скопје 38,6, Гевгелија и Штип со 38,5 степени, Струмица 37,1, Битола и Прилеп со 35 степени, Крива Паланка 34,3 степени, Охрид 33, Берово 31, Лазарополе 29 и Маврово 28,4 степени. Бројот на тропски денови во јули, односно денови со дневна максимална температура поголема од 30 степени, во Гевгелија имало 30, Демир Капија и Струмица 29, Штип 24 дена, Скопје и Битола 22, Прилеп 19, Крива Паланка 13 дена, Охрид 10 и Берово со 6 дена. Бројот на денови со тропски ноќи каде дневната минимална температура е поголема од 20 степени, во Гевгелија имало 17, Скопје 8, Демир Капија 7, Штип и Струмица 3 и Прилеп 1 ноќ. Измерената месечна сума на врнежи во јули 2016 изнесува од 9 мм во Гевгелија до 78 мм во Берово. Високите температури ја зголемија потрошувачката на вода, особено во регионот. Светиниколчани во текот на летото трошат 10.000 метри кубни повеќе во споредба со зимскиот период. Истото важи и за Велешани. Тие во текот на минатиот месец потрошиле вода во просек од околу 137 литри во секунда, а тука се и жителите на Неготино. Оттаму надлежните велат дека минатиот месец биле потрошени над 120 литри вода во секунда. Светиниколчани во текот на летниот период трошат 10.000 метри кубни вода повеќе во споредба со зимскиот период. Директорот на јавното комунално предпријатие Комуналец Александар Давчев вели дека во целост се задоволени потребите на граѓаните во Светиниколе и Светиниколско. Во летните периоди побарувачката за вода е зголемена за 10.000 метри кубни во однос на зимскиот период. Капацитетот што располагаме доторна вода од Летовица е доволен за општина Свети Николе. Немаме проблем со испорачување на вода, имаме добар притисок, граѓаните се задоволни. Со новата филтер станица за преработка на вода и со доаѓањето на водата од хидросистемот Злетовици и алтернативното водоснабдување Дивљак, Светиниколчани без сомнеш користат исправна и чиста вода од градскиот водовод, потенцира Давчев. Редовно се вршат анализи, испитување на водата. Имаме хемиско-бактериолошки вода за пиење исправна. Недавно се врши испитување во јавно здравствената установа Велес, а на секој 6 месеца се врши анализа во Институтот за јавно здравство Скопје. Од јавното комунално предпријатие Дервен Велес велат дека во летниот период потрошувачката на вода е значително зголемена. Минатиот месец просечно 137 литри во секунда вода биле потрошени. Надлежните од Дервен посочуваат во деновите кога температурата беше повисока од 36 степени, во периодот од 17 до 23 часот се евидентира најголемата потрошувачка на вода. Тогаш во една секунда Велешани трошеле од 220 до 250 литри вода. Од Дервен потенцираат дека Велешани не треба да стравуваат, вода има во доволни количини, сепак апелираат за нејзино рационално користење, бидејќи водата од градскиот водовод не е наменета за полевање на земјоделски површини. Високите летни температури се причина за зголемена потрошувачка на вода и во Неготино. Оттаму надлежните велат дека минатиот месец над 120 литри вода во секунда трошеле неготинчани во деновите кога температурите беа над 36 степен. Иако периодов се работи на подобрување на водоводната мрежа, сепак неготинчани немаат недостиг на чиста вода за пиење. Со цел на подршка на спортскиот дух и промоција на спортот и спортските активности во општина Кавадарци е поставена фитнес зоната кај спортската сала Јасмин. Ова е донација од Ротари клуб Кавадарци.
Во насока на поддршка на спортскиот дух и промоција на спортот и спортските активности во општина Кавадарци неодамна беше поставена фитнес зона кај спортската сала Јасмин. Фитнес зоната се состои од соодветни спортски направи за одвивање на фитнес активности. Ова е донација од Ротари клуб Кавадарци. Што се донација од Ротари клубот, наменети за оние кои што секој поручек или приквечер вежбаат на тие простори за да можат нели и со физички вежби да се разгибуваат на овие справи. Инаку ова е нешто слично што го видов во моите патувања настрана, видоизменето и имплементирано во Кавадарци и навистина мислам дека ја погодивме овој пат, а се надевам дека во наредниот период ќе изградиме уште барем 5-6 вакви исти игралишта. Од овој проект ќе имаат бенефит пред се младите, но и останатите граѓани заинтересирани за овој вид активности. Овој простор ќе биде достапен за целото граѓанство и сите оние кои сакаат да се рекреираат и спортуваат, да имаат уште едно убаво уредено спортско катче во непосредна близина на спортската сала Јасмин. Водењето на здравиот начин на живот е инспирација за многумина, особено во модерното секојдневие. Од овие справи бенефит ќе имаат не само младите, туку и останатите граѓани заинтересирани за овој вид активности. Инаку на неколку локации низ Македонија започна да се реализира проектот за отворање фитнес зони за млади на отворено. Отворените фитнес зони ќе бидат еден вид теретани на отворено и место каде што ќе може многу млади, но и повозрасни да рекреираат на најсовремена фитнес опрема. годишен македонец загина помагајќи им на повредени во сообраќајна несреќа во Србија. Заклучно до денеска вкупно 2571 гласач се пријавиле во Државната изборна комисија. 44 годишен македонец кој живее во Германија, утро во околу 5 часот загина во сообраќајна несреќа на автопатот Белград-Ниш кај Алексинац, кога излегол да им помогне на луѓе повредени во друга сообраќајна несреќа. На трагедијата предходила сообраќајна несреќа што ја предизвикал возач на Peugeot 5008, исто така со германски регистарски ознаки. Тој движејќи се од Ниш кон Белград во близина на бензинската пумпа, најверојатно заспал и удрил во заштитната ограда. Македонецот кој се движел зад Пежото ја видел несреќата и веднаш истрчал да помогне. Меѓутоа на него налетел Мерцедес со унгарски регистарски таблички и го усмртил на лице место. На местото на несреќата излегла сообраќајна полиција и основен јавен обвинител од Алексинац кој направиле увид. Расте бројот на пријавени спорни гласачи. Заклучно со денеска до 12 часот, вкупно 2571 граѓани се пријавиле во Државната изборна комисија за да го регулираат своето избирачко право. Од пријавените, како што информираат од Државната изборна комисија, 1003 се обратиле во подрачните оделенија и канцеларии или во дополнителните канцеларии на ДИК, додека 1568 граѓани пријавувањето го оствариле преку веб апликацијата на комисијата. Еден 1.104.599 барања се доставени заклучно со јули годинава преку електронскиот шалтер на Агенцијата за катастар на недвижности. Во текот на минатиот месец Агенцијата по електронски пат добила 43.150 од вкупно поднесените 73.837 барања или 58%, додека во истиот период од лани електронски биле доставени 38.517 од вкупно поднесени 83.937 барања, односно 46%. Оваа реформа веќе ги дава резултатите, а тоа најдобро се гледа на шалтерите во Агенцијата за катастар на недвижности, вели директорот на Агенцијата за катастар и недвижности Славчо Трпески. Потенцира дека нивните напори не застануваат тука. Целта на катастарот е да прима што е можно повеќе предмети по електронски пат и затоа тие минатото лето поднесоа иницијатива за промена на 30 закони за сите државни институции и приватни субјекти со пренесени јавни овластувања да се поврзат со катастарот и да комуницираат по електронски пат. До сега се изменети 23 закони, а преостанатите 7 се во владина процедура, потенцира Трпески. Јапонија одбележува 71 година од експлозијата на атомска бомба во Хирошима. Најмалку 13 лица загинаа, 6 други се повредени при пожар во бар во северниот француски град Руан. Ова е свето денеска.
Централна Далмација денес ја зафати големо невреме проследено со обилни грмежи, при што од громовите биле предизвикани 10 пожари, известува ХИНА. Според информациите од противпожарната служба во Сплит, најголемиот дел од овие пожари биле изгаснати во текот на предпладневните часови. Првиот пожар избувнал околу 4 часот во реонот на Трогир, кој бил изгаснат до 7 часот. Огнената стихија уништила 8 хектари земјиште и 7 електрични столбови. Пожари предизвикани од удари на гром се регистрирани на островите Брач, Хвар и Шолта, како и во близината на Омиш и на неколку локации на подрачјето на Маđарска. Во Јапонија се одбележува 71 година од првиот напад со атомска бомба во светот, што се случи на 6 август 1945 година во јапонскиот град Хирошима. Главната церемонија се одржа во паркот на мирот во Хирошима, која започна со едноминутен молк во чест на жртвите на нападот. На церемонијата присуствуваа десетици илјади лица, како и делегации од 91 држава од целиот свет. Во обраќањето на церемонијата градоначалникот на Хирошима, Кадзуми Мацуи, ги повика светските лидери да се заложат за нуклеарно разоружување и да го следат примерот на американскиот претседател Барак Обама, кој беше првиот претседател на САД во историјата кој ја посети Хирошима и им оддаде почит на жртвите. При експлозијата на атомска бомба во Хирошима загинаа десетици илјади лица, а уште 140.000 починаа во следните неколку месеци како последица на радиацијата. На 9 август 1945 година Соединетите американски држави фрлија уште една атомска бомба, овој пат во јапонскиот град Нагасаки, при што загинаа над 70.000 лица. Најмалку 13 лица загинаа, а 6 мина други се повредени при пожар во бар во северниот француски град Руан, соопшти рано изутринава министерот за внатрешни работи на Франција Бернар Хазнев. Како што јавија француските медиуми, пожарот во барот Куба Либре во центарот на Руен избувнал околу полног за време на роденденска забава на која присуствувале поголем број млади лица. Властите на департманот Сен Маритим, во кој се наоѓа Руен, соопштија дека огнот започнал на таванот на барот. Според истиот извор, жртвите се задушиле од чадот од пожарот. Некои француски медиуми јавија дека пред пожарот во барот се слушнала експлозија, но полицијата во Руан ги демонтираше таквите информации, наведувајќи дека пожарот најверојатно бил предизвикан од свеќите кои биле користени за роденденската забава. Сончево и топло време имаме денеска со температура од 27 до 38 степени и УВ индекс 8. Но во текот на утрешниот ден ќе имаме благ пад на температурите и променливо облачно и посвежо и нестабилно време. Еве ги деталите. Ова беше се за денес, останете и понатаму со нашата програма.